Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. За тоа дека боксот во Македонија има долга и богата традиција, не треба многу да се зборува. Доволно е да се спомене дека македонските боксери на меѓународната сцена во минатиот век, па и на почетокот од овој век освојуваа медали на големите приредби, на европските првенства, потоа на олимпијадите, а и на бројните турнири што се организираа во светот налик на овој нашиот златниот гонг. Боксот во Скопје посебно имаше неколку репрезенти кои ги бранеа боите на државата, а исто така мора да се каже дека пак боксерскиот клуб Скопје беше нашиот најекспониран клуб во просторите на поранешна Југославија. Тогаш БК Скопје учествуваше во надпреварите во втората лига. Добри беа и кубановчаните кои една сезона тамо во 1976-та се надпреваруваа во првата сојузна лига. 13 години подоста и Пелистер учествуваше во прволигашките надпревари, така што може да се заклучи дека имавме и добри клубови. Меѓутоа, мора да се каже и нешто друго, дека сепак носител во еден поголем период на сите тие активности во боксот беше боксерскиот клуб Скопје, кој тамо почнувајќи од 50-тите години преку Шишковиќ, потоа преку Живко Дуковски, па една генерација тамо кон крајот на 60-тите години со Самоиловски, потоа Мемеди, па се појави Азис Салиху, па Руждија Калач. Навистина имавме боксери на кои што можевме вака секогаш да рачунаме на добри резултати на големите приредби. Во тој период, во средината од 70-тите години, на сцена стапи и Реџеп Агич, кој беше првиот шампион на Југославија од оваа генерација и тоа во најтешката категорија. Потоа дојдоа резултатите на Аце Русевски, она бронза во Монтреал, па златото во Халеб, па Реџеп Реџеповски со среброто на Олимпијадата во Лос Анџелес и ред други трофеи беа освојувани во тој период. Сега е интересно дека во последната деценија, исто така во боксерскиот клуб Скопје, кој имаше добри активности вака и со еден интензитет ги одвиваше тие активности и тренинзи, се појавува една генерација што ја предводи Примислав Димовски. Неговите почетоци беа тамо во 92-та, 93-та, за 2-3 години потоа да се појави на рингот и да ги одбоксува првите борби. Примислав Димовски беше учесник инаку на 6 европски првенства, беше учесник на 3 светски првенства, беше резерва, но за жал немаше шанса да настапи на Олимпијадата во Сиднеј. Во емисијата посветена на македонските спортски легенди, овој пат ќе ви го представиме Примислав Димовски, нашето познато боксерско лице, човек кој навистина еден долг период кога ги собиравме годините, излегува повеќе од 15 дека бил присутен на рингот. Нормално со мали паузи во животот се случуваат секакви работи, па мора да паузира, па доаѓа до повреда и така, но за сето тоа тој ќе ни раскаже и сега е интересно да ни каже, а верувам дека со задоволство ќе ги каже тие први почетоци тамо во салата на боксерскиот клуб Скопје во автокоманда покрај фудбалскиот стадион, како изгледаше тоа време, кои тренери беа, кои боксери и полека ќе почнеме да ја раскажуваме твојата боксерска историја. Па Примислав, ајде за првите боксерски
денови. Најпрво да ги поздравам гледачите на вашата телевизија и веднаш да почнам. Значи, ја учев основна школа таму во автокоманда и кога пројавив интерес да тренирам бокс. И кога се појави во салата на боксерскиот клуб Скопје, беше еден интересен период тогаш. Мислам дека баш тогаш клубот излагаше од таа сојузната лига тогаш на Југославија. Во Југославија бевме на почеток, нели, на почетоци на формирање на нашава распадот на Југославија веќе беше готов. Да, како и се друго општо у државата, така и во спортот беше еден период малце чуден и не се знаеше како ќе се иде понатака. Беше интересен период, но секако и период на големи надежи, затоа што секогаш во Југославија, за да се избори боксер од Македонија да биде член на репрезентацијата и преку репрезентацијата на Југославија да настапи на европско или светско првенство или турнир, било потешко, иако имало таленти многу тука, сепак имало голема конкуренција тогаш. И сега одеднашка таа пречка некако ја снемува и добиваме шанса како репрезентативци на Македонија. Малку не толку тешко да кажам за боксерите, нели, важи полесно да се отиде на меѓународно надпреварување. Беше интересен период, баш тогаш се појавив у клубот. Исто така тренерот мој Калач беше нов млад тренер тогаш и под водство, нели, како председател на клубот тогаш, Живко Дуковски, мислам. Стартувавме, почнавме. Бев премногу млад и помина може околу 2 години така у тренинзи и тогаш и не се ни знаеше што ќе биде понатака, нели, лигата таа се распадна сојузната, некои надпревари тука на државно ниво, меѓународни надпревари нема, затоа што не бев уште членка на Светската боксерска асоциација. И сето тоа дур се среди, поминаа можеби 2 години, 94-та мислам дека станавме членка на Светската федерација, па почна меѓународни надпревари и моите први борби меѓународни, затоа што и немаше конкуренција тука, бев во полутешка категорија, нели, млад како кадет во полутешка и немаше конкуренција тука. Првата борба меѓународна беше на еден турнир во Смедерово во Србија, а потоа веќе настапив на Европското кадетско првенство во Елазик, Турција, 95-та година. И таму и првиот поголем успех. Медал освои. Да, бронзен медал на Европското кадетско. И така тие беа интересни почетоци. Тоа, тренинзите кај ги одвиваше во таа салата која и денеска постои, значи со Руждија Калач. Ова ме подсети сега, точно во АИБА бевме примени 1994 година, а веќе следната година наши два представника, Тони Насковски и Тони Јаневски, учествуваа пак на светското првенство во Берлин. И потоа почна вака на другите првенства. Пред нив ми се чини само Мухамед Алија учествуваше. Може и уште некој тамо. 94-та на светско јуниорско имаше прв настап на наша репрезентација официјално. Да. Од кога сме примени во ИВ. А ти во Турција прв старт, Европско првенство за кадети и веднаш со медал. Тогаш во која категорија? Во полутешка категорија. Во полутешка. Како одеше твојот тежински развој, би рекол? Кога стигна во тешка категорија? Зашто тешка категорија, знаеме што значи, опасна е тука, треба постојано максимално концентрирани, да го следиш противникот и рефлексно да реагираш, зашто ударите се, да не кажам, јас колку се силни, тоа најдобро ти можеш да го кажеш. Па да не зборам сам за себе, нека кажа тренерите, нели, мислам дека... И противниците, ако најдеме некој од нив. Ја мислам дека ми беше мене доблес брзината, се вадев многу, бев брз за 2 години премина во тешка категорија. Полутешка 95-та, 6-та, 7-ма веќе бев во тешка категорија и понатака како сениор и во супер тешка, нели тешка до 91 кг, супер тешка над тоа. Мислам дека за цело време и во полутешка, па и во тешка и во супер тешка, дека ми беше мене појака страна брзината и техниката, отколку силата, тука признавам.
но ајде за тоа нека зборат други, да не јас Добро, ти беше познат како добар техничар кој знаеше да постави една стратегија според противникот во борбата, макар што еве ние и јас како новинар често кога ќе заминеше на тие големи приредби, да бидам искрен, и страхував, затоа што не знаеш на каков противник ќе налеташ, а знаеме што значи супер тешка категорија и тебе, добро кажа, брзината многу ти помагаше за разлика од другите супер тешкаши, па тука ќе ескевираше, ќе победнеше, ќе пласираше. Да се нашалиме брз на бегање. Навистина имав добра дефанзивна техника, у комбинација со брзината, успешно ги избегнував налетите, затоа што у тешка категорија навистина она важеше правило, еден удар може да реши се. Да. И фала Богу до сега, значи во кариерата немам таков случај да еден удар. А некој противник настрадал од твој удар? Па настрадале повеќе, најверојатно. Ама сум бил чесен боксер, не сум бил онаков нокаутер. Да начекаш, па ајде крвнички, да го дотепаш, кажеш, туку ти го почитуваш она правило дека е тоа благородна вештина и покрај тоа што знаеме кога ќе излезеш на рингот, нормално мора да се бориш, да напаѓаш и како ќе бидеш нападнат. Тоа може да биде. Ако не удриш ке те удрат. Ако не удриш ке те удрат, тоа е старо правило во боксот. Според она што го гледав и што те следев во тие години, мислам дека оние 3 последни години од минатиот век практично ги истакнаа твоите вистински квалитети, па самиот податок што 1998-та, 9-та и 2000-та ги освојуваше златните гонгови. А на златниот гонг имаше силна конкуренција, тогаш ми се чини многу посилна од ова сега. А што е интересно, пак дури по 9 години по таа 2000-та година повторно го освои златниот гонг. Ајде опиши ни го оној прв период на хет-трикот на освојување на гонговите. Тие беа интересни години, добро ги паметам, многу интересни години. Не ги паметам толку овие скоро сега што помина, отколку тие години. Значи, беше тоа еден нов старт, нели, се оформи државата, репрезентација и сите сака големи успехи, да видат членови. И навистина имаше добри таленти, квалитетни боксери. Пример, Јаневски и Насковски беа последни младински шампиони на Југославија, па они ја чека шансата кој репрезентативци. Мухамед Алија беше тука од Куманово, надежен, нели, за голем пласман зборевме тогаш. И се случи медалот мој, тој е прв иако кадетски, на кадетско европско, меѓутоа па прв медал у боксот по самостојувањето, и останува запишан во историјата. Да, и јас тука се пробив у таа елита, у наводници, нели, као талентиран, млад, од кого се очекува, па се појави потоа и Вели Мумин малце подоцна се приклучи. И беше 98 година првиот гонг, тоа е прва година во сениорска конкуренција, односно, извинете, уште бев јуниор во младинска конкуренција, а почнав борби во сениорска конкуренција, што не е нешто што не се случувало, но за во тешка категорија беше баш така потешко, да. И самата категорија тоа го кажува. Така да никој не сметал на мене дека ќе бидам фаворит за гонгот, зборам за првиот 98-ма. Иако имав медал, нели, од кадетско и надежен, талентиран, но сениорска конкуренција, тешка категорија, не бев баш меѓу фаворитите. Меѓутоа на тој гонг имавме така некоја лоша среќа, изгубија сите наши боксери. Во финалето останав ја последен да ја бранам честа на државата. И беше така не толку сензационална, но добра победа, доволна победа и беа радосни што општо и боксер победи у финале, така да немаше бегање, немаше бегање за жирито, мораше мене да ми го дадат гонгот. После првиот, најинтересниот, може вториот и третиот беа по дефолт веќе. Го имаше тоа искуство бев на звездата, да, бев на вториот и третиот, да кажам, се очекуваше од мене. И
до 2000-та, 98-та. Значи најтежок ти беше првиот 98 затоа што тогаш мораше да ги оправдаш очекувањата на гледачите, а и да донесеш единствената победа, на што ќе личи златен гол. Организиран кај нас, без победник ниедно прво место. Не бевме навикнати на тоа. Сега кажи ми нешто за оној предолимписки период во Сиднеј, бидејќи ти отпатува во Сиднеј како прва резерва на боксерскиот турнир и сите посакувавме нешто, некој да се откаже и така, па ти да влеташ и да имаме еден надпреварувач повеќе. Тоа беше интересен период. Исто бев не аутсайдер, ама тешко беше дека воопшто ќе се стигне до нешто, до норма олимписка. Баш таа година за Сиднеј Олимпијадата ја намалија квотата за боксери воопшто за учество. Имаше некаква така чудна хајка против боксот и ги намалија. И другите спортови, ако се сеќаваш и борењето, и за борењето, тоа беше се, да. И ги стегна малце правилата за олимписка норма и беше навистина тешко и никој не очекуваше, посебно не од мене, дека нешто ќе се направи и се случи тоа на турнирот во Ливерпул, Англија, 2000-та, мислам беше негде март месец. Стигна многу блиску, односно до финалето, требаше да бидам победник за да обезбедам директна норма, ја бев втор, или као прва резерва и сега имаш уште една работа, тоа беше голем успех. Ја бев 7 пласирани во Европа, ја бев 8-миот тогаш во Европа, што треба да иде на Олимписки игри. Имаше до 96-та до Олимписките игри, се случуваше често не првата резерва, и втора, и трета, и четврта да настапи поради откажување на боксери, меѓутоа тогаш бројот беше поголем на учесници, па нормално беше од 15-20 боксери да и некој да се откажа, се повреди. А овде стеснет беше списокот. Беше стеснет и не се знаеше нели до последно како ќе биде со боксерите, кој ќе се откаже или не, а нашата олимписка екипа тргаше, мислам, месец и пол, може и 2 пред Олимписките игри, не паметам баш добро, за климатизација, условите за и постоеше шанса да може да настапам, ја да не отпатувам со екипата, па ете среќа моја тогаш добив шанса да отидам за Сидни, да видам, бев на отварањето и првите денови. Добро, на некој начин си учесник, бидејќи чекаше до последен момент. Ја успев да ја видам и атмосферата таму, многу убаво искуство. И така ќе го паметам тоа. За Сиднеј ќе ни кажеш малку подоста и за дружењето. Ме интересира Ливерпул, финална борба и сега од неа зависи дали директно или резерва. Можеш да се присетиш кој ти беше противник тогаш во тогаш беше финале? Да, многу тешки борби, имав 4 борби до финалето. Затоа и не очекува, беа изненадни победите. Освен првата што беше убедлива, мислам со репрезентативец на Босна и Херцеговина 9-1 или 9-2 на поени победив убедливо. Втората и третата борба во второто коло го победив Роберто Камареле. Беше 3-3 на поени, ја дадоа предноста на мене судиите, имав среќа. Меѓутоа љубителите на боксот може го паметат ова име добро. Како не беше и светски првак? Двократен едно време најпопуларен боксер беше во Италија. Единствено што не премина во професионалци, иначе најпопуларен аматерски боксер во Италија, да, во супер тешка категорија, олимписки шампион 2008 стана. И бронзен, и сребрен медал од Олимписки игри и така натака. И светски? И светски двократен првак, да. Во второто коло, значи го победив Камареле, беше 3-3 на поени. Во полуфиналето Мастерс од Холандија, ако може грешам сега, мислам така беше презимето, беше 4-4. Многу тешка борба. Значи не решено оде. 4-4 и пак предноста, значи не може во боксот, нема не решено, мора некој да победи. Предноста пак ја дадоа на мене, победив во полуфиналето, меѓутоа ми истоштија тотално тие последните 2 борби и во финалето бев навистина многу уморен. Но и од другата страна забележав дека беше Джексон од Франција, боксер,
исто и тој имаше голема трема, беше одлучувачка борба и мислам дека беше 2-1 на поени, значи до последно беше истоштувачки и тесен резултат. Што помислуваше тогаш кога излегуваше во финалето на рингот, Истоше, викаш ке се вратили силава и дали ќе можам до крај да издржам? Ние после многу имаме разговарано на таа тема и со тренерот и ние како боксерска екипа, значи секоја што ни фалело нас, не сме имале со нас некои стручни лица, медицински или не знам какви. За еден боксер по 10 мина денеска се грижат. Ги немавме тие финеси, таа логистика и можеби да имавме тогаш ќе беше поинаку, но тоа е што е сега. Така да може да кажам само дека после исто и со Калач тренерот разговаравме, па и беше и сомнителна и победата и за францускиот боксер, но тоа е сега. Ја да се жалам, нели, ја добив 2 борби, така беше тесно, па ја дадоа предноста, па сега да се жалам дека ми ја земена победата, не е. Па тоа и чудно беше малку, на еден македонски боксер да му дадат предност таму на рингот во Ливерпул, значи дека навистина бил подобар. Инаку малку да превагнело на другата страна, веднаш ке гласеле за него. Може тоа е и наш комплекс, ама и до негде реално. Сега ние насите можности се тие, секој сме малци у понеполна ситуација, ако веќе на некого ќе помогнат тие суди или околу рингот луѓето, ќе помогнат на тој боксер што доаѓа од појаката држава. Тоа е наша предпоставка. Добро, тоа е една реалност, затоа што еве да се вратиме наназад. Борбата на АЦ Русевски, например, на Олимпијадата во Монтрел, полуфиналето со Дейвис, дури Бруно Храстински и Тома Хладни му велеа, бидејќи опасен боксер беше, немој Аце некако да направиме повреден, да не излезеш на ринг, а Аце го знаеш, кај нема да излезе на ринг. И излезе на рингот и тоа беше најдобра борба на олимпискиот турнир. Тука беа, меѓутоа знаевме, веднаш штом заврши борбата, дека победата ќе му биде доделена на Дейвис. Исто се случи и со Реджеп Реджеповски во Лос Анџелес, со Мекрори, со американецот. Страшна борба, двајцата разболуваа. На крајот, американецот победи се, а и на негов ринг е тоа. Ти во таа борба, викаш, загуби 2-1, значи 2 пати прецизен беше или не можеш да се согласиш? Сега се правилата па вратени на старо, како што беше некогаш, инаку еден долг период, од 90-тите и до 2012, мислам, важеа тие правила, имаше бодување компјутерско. Значи, секој удар, наводно да не судиите само штрака на компјутерот. Удар, правилата беа и растат поедите. Од 5 суди или од 3 суди, 2 во рок од 1 секунда да го забележале ударот и да... Тогаш веќе и сега, значи, имаше чудни ситуации, имаше борби каде што тие 3 рунди боксерите се удираат, крв тече, повреди, не знам што, резултат 0-0. Затоа што не се погодиле суди да притиснат да подира другиот, не? Или обратни ситуации кај што и не се гледа некој удара, гледаш поените растат. Имаше секакви ситуации, значи нема перфектен тоа, сите да знаеме да немаме дилеми, нема совршен систем кај што ќе се избегнат сите подување и донесување одлука, особено во една човечки фактори прашање, секогаш ќе има такви работи. Ја долг период боксов у тој систем со бодови, значи со поени. Имаше само една предност, би ја кажал тој систем. Имавме увид на резултатот во моментот. И така да може да дофрлат. Па затоа го гледавме тоа брзо расење, знам и кога сум коментирал, гледам тамо, ајде 5, 7, 8, 9, одат бодовиве. Меѓутоа ми се чини дека подобро е она бодување која ќе се земе општата слика, борбата, ударите и сите тие работи. Може би, но гледаме сега и други ситуации. Па да се донесе одлука. Она што било тога што Русевски и Реджеповски. Поминува борбата, ние очекуваме нашиов да победи, па прогласува друг победник, тоа е тоа. Секојаш ќе има тие работи. Сега, значи, Ливерпул испуштена шанса поради тоа што ти не достигаше сила за финалната борба.
во Сиднеј, каже, учествуваше во свечерното отворање, тоа е едно доживување, тука се сите светски асови. Па ајде за тие денови во Сиднеј, во исчекување на одлуката евентуално да настапиш. Мислам дека последно пријавување беше неколку дена пред почеток официјален на игрите, на Олимпијадата, и до тој период таму се тренираше, има и селеници од Македонија, таму имавме контакти, нашите и ни организира таму подготовки. Беше септември, таму е обратно климата, кога е овде лето, таму е зима и обратно, меѓутоа секако пролетта доаѓаше таму. Беше, така ама нешто. топло и Топло, убаво време. до 20-25 степени стигнуваше температурата. Убаво време и имаат, да не кажам тоа, подобри услови за работа и за тренирање во секој случај. Интересна беше држбата со нашинците таму, познанствата, тренинзите, сето тоа во ред, меѓутоа се ближеше Олимпијадата, станува сите сериозни, почна Нема веќе шетање таму. Нема шетање, се тренираше и стварно не се знаеше до последен момент како ќе се одвијат работите. И тоа исчекување Па да, уморува. малце незгодно, затоа што не знаеш како се подготвуваш, што и како ќе биде, така да, иако исчекување, сепак, кога се знаеше дефинитивно, беше олеснување. Ајде кажи ни тогаш со Могамет Ибрагимов имаше ли дружење? Мора да го споменеме кога говориме за Сиднеј, затоа што тој е првиот наш надпреварувач што освоил медал на Олимпијадите, бронзен по самостојувањето на Македонија. Могамет беше и тогаш и Гаджиханов, мислам дека настапи. Двајцата. Значи, страшни професионалци. Со Дарлев заедно. Страшни професионалци и затоа и најмалце се дружеа, тие беа најсериозни таму. Тренинг и во соба. Не можевме многу да ги видиме, немаше многу контакти, не се дружеа, не дека се не друже љубиви, меѓутоа беа многу сериозни. Турнирот во борење на Олимписките игри е кај нив, кај борачите, тоа во еден ден се одвива и сите значи погледи се и напори тој ден да биде како што треба. До тој ден е само тренинг, соба, тренинг, соба. Ако ќе дојде денот, ја гледаш жребката и веќе тактиката се разработува. Така да, може да кажам дека имаше многу малце контакти со останатите, има малце контакти со Ибрагимов, односно Ибрагимов со нас, меѓутоа со цел да се подобро подготви за борбите и среќа успе, иако беше тензично и тесно, онаа посебно борба за медал. Последната во продолжение ја доби со Кадем од Иран. И среќа наша и радост во нашиот и радост се освои тој медал, но тоа требаше да биде тогаш само старт еден, долго очекуван медал, го беше медалот и понатака само да се развива, посебно олимпискиот спорт. Меѓутоа, за жал, сега не можеме да дојдеме до од 2008, мислам, последен пат Атанас Николовски обезбеди норма, мислам. Од тогаш навака ние не можеме да пратиме спортиста со норма на Олимписки игри. Слушам само, не сум толку патен со зимски олимписки игри, барем таму имаме со норма спортиста. Неодамна Јада имаше норма и така за да учество на не е зимски баш олимпијади. У добра ситуација деновиве.